Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска ова издание на емисијата го посветуваме на одржаната меѓународна научна конференција Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој, која на 15 и 16 мај организираше Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамки на активностите за одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој. На оваа конференција за учество се пријавија 110 учесници ширум светот, што несомнено сведочи за меѓународната препознатливост на УКЛО и воедно ја исполнува целта да се мобилизираат академијата и експертите од земјата и странство околу прашањето на науката за мир и развој со единствена цел – менување на светот на подобро. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај. Како што кажавме во најавата, во рамките на активностите за одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на 15 и 16 ноември ја одржа годишната меѓународна конференција Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој. На конференцијата се отворија дискусии за најитните прашања од агендата на Обединетите нации.
Учесниците се вклучија во дебати кои ги опфаќаат сите клучни области од целите за одржлив развој на Обединетите нации: да нема сиромаштија, нула глад, добро здравје и благосостојба, квалитетно образование, родова еднаквост, чиста вода и санитарни услови, прифатлива и чиста енергија, пристојна работа и економски раст, индустрија, иновации и инфраструктура, намалени нееднаквости, одржливи градови и заедници, одговорна потрошувачка и производство, климатска акција, живот во мир, правда и силни институции и партнерства за исполнување на целите. Оваа година, конференцијата организирана од УКЛО, член на Европската универзитетска алијанса Колорс, опфати посебен тематски дел за еднаквост, различност и инклузија, со која нагласи важноста од поттикнување на инклузивна средина која вреднува различноста и промовира еднаквост во сите сектори на општеството. Присутните на конференцијата ги поздрави ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, при тоа истакнувајќи посветеноста на УКЛО кон вакви академски активности што возможуваат третирање на целите на Обединетите нации за одржлив развој, особено затоа што нивното исполнување е исклучително значење за универзитетот, за локалните заедници и глобалната средина. Проректорот за наука на УКЛО, професор доктор Горан Илик, ја потврди посветеноста на раководството на УКЛО и на универзитетот кон парадигмата дека науката е најдобар одговор за постигнување на целите за одржлив развој и важноста на конференцијата ја поврза со потребата за актуализација на научниот пристап кон 17 глобални цели за одржлив развој дефинирани во Агендата 2030 на Обединетите нации. Вие пренесуваме неговата изјава. Ова научна конференција е мотивирана од потребата нашиот универзитет да обезбеди една сеопфатна, хибридна и интердисциплинарна научно-истражувачка рамка за научно-истражувачки кадар како од нашиот универзитет, така и од светот, да ги собере на едно место сите оние научни кои што сакаат да дадат придонес во развојот и операционализација на целите на Обединетите нации за одржлив развој. Меѓу другото, една од главните мотиви за организација на оваа конференција, која што, како што кажав, се одржува трет пат поред, беше нашиот универзитет да го стави во категоријата на оние универзитети кои што работат на целите за одржлив развој, да го врами во рамката на Организацијата на Обединетите нации како универзитети кои што ги поддржуваат овие цели и меѓу другото да обезбеди афирмација на овие цели во пракса со една единствена цел, нашиот универзитет да го трансформира во community oriented university или на македонски кажано универзитет насочен кон заедницата. Дотолку повеќе преку организирањето на активности од овој тип, како и други активности кои што ги организира нашиот универзитет, а кои што се директно или индиректно поврзани со целите за одржлив развој, нашиот универзитет е првиот македонски универзитет кој што е рангиран на Times Higher Education Impact Rankings или една од најрепутабилните и респектабилни листи за рангирани универзитети во светот и е рангиран на 400-то место во светот, што значи сериозен успех на нашиот универзитет и ние продолжуваме и понатаму да грабиме напред ранг местото или рангот на нашиот универзитет на оваа листа да го подобруваме од година во година. Дефинитивно. Колку учесници на конференцијата оваа година? За оваа година имаме импресивен број на учесници, тоа се 110 регистрирани учесници од различни страни ширум светот. Од тие причини, овогодинешната конференција одлучивме да биде хибридна, односно дел ќе се одржи со физичко присуство и дел ќе биде онлайн присуство поради нормално оправданата спреченост на голем дел од регистрираните учесници да партиципираат директно денес тука во Битола. После завршувањето на конференцијата, сите трудови кои што ќе бидат доставени од страна на учесниците ќе бидат рецензирани. Поголем дел од нив, сите оние кои што ќе добијат позитивна рецензија, ќе бидат објавени во зборникот на трудови кои што ќе влизат до оваа конференција, а селектиран број на трудови кои што исто така ќе поминат успешна рецензија, но ќе добијат, да речем, највисока оценка за квалитет, ќе бидат објавени во специјален број на нашето меѓународно научно списание Хоризонти како списание кое што представува атрибут на нашиот универзитет. За значењето на годишната меѓународна научна конференција на УКЛО, мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој, имаме изјави од неколку учесници. Во продолжение ќе ги слушнете професор доктор Горан Бандов од Универзитетот во Загреб, Хрватска, и доктор Ангелос Касканис, извршен директор на Transparency International од Грција.
I'm Goran Bandov, professor of international relations and diplomacy. Јас сум професор Горан Бандов од Универзитетот Загреб. Предавам некои предмети поврзани со интернационални односи. Во однос на целите за одржлив развој, мислам дека влијанието на науката е многу важно и важно е овие две теми да се спојат. Како што знаете, овие цели за одржлив развој се прифатени многу одамна и верувам дека ви е јасно дека без ваков интердисциплинарен пристап не би можело тие да функционираат. Мислам дека академската заедница има многу важна улога во овие цели за одржлив развој, но не само академската заедница, туку и политиката, медиумите, економијата и сите останати делувачи кои можат на различен начин да делуваат. Една важна тема е мирот. Знаеме дека овој регионот на Западен Балкан многу страдал во текот на 90-тите поради различни конфликти и затоа мислам дека ние добро го разбираме мирот и колку е тој важен. Ова е особено важно сега во овие турбулентни времиња каде мирот е особено важен. Климатските промени, вештачката интелигенција, дигиталната трансформација, сето ова се нови предизвици со кои се соочува светот на глобално ниво. Имплементацијата на овие цели за одржлив развој е крајната цел и ако ова се оствари, мислам дека е тоа начин да имаме одржлив развој на светот на глобално ниво. Универзитетот Климент Охридски го препознава ова, ја препознава важноста на оваа тема и колку е таа важна, можеби и најважна за делувањето на светот во денешно време, Битола тоа го препознава и затоа сме тука денес. И сигурни сме дека развојот на ова и оваа конференција ќе помогнат дополнително да се развиваат целите за одржлив развој во иднина. This conference will somehow support SDGs in the future too. Thank you. Hello, my name is Angelos Kaskanis, PhD. I come from Greece. I'm the Executive Director of Transparency. Добар ден на сите. Јас сум Ангелос Касканис, доктор Ангелос Касканис, доаѓам од Грција и сум директор на Агенцијата за транспарентно водење и сум партнер на Агенцијата за транспарентно водење на Северна Македонија. Многу ми е мило што мојот институт помага да се промовираат овие цели за одржлив развој и мир. Верувам дека само преку соработка, што е доказ, што всушност оваа конференција е доказ за тоа, може да се промовираат и да се унапредат овие цели и дека не е доволно само на дипломатско институционално ниво да се решаваат работите, туку треба да се вклучи и академијата и пошироката заедница за овие цели за одржлив развој полесно да се остварат. Мислам дека ова е важна шанса за да се промовираат овие важни цели како мир, помирување, социјални проблеми и така натаму во градови кои се надвор од главните градови како Скопје и Атина. Верувам дека ова е одлична прилика да се донесат тука луѓе од секаде на светот. Проректорот Илик се обиде дури да донесе луѓе и од Азија и верувам дека ова е важно за да се зголеми соработката. Од моја страна јас ќе презентирам за поврзаноста помеѓу животната средина и корупцијата, што верувам дека е важно, бидејќи многу од прашањата поврзани со животната средина, како поплавите, пожарите и други некои незгоди кои се случуваат во Јужна Европа, се поврзани со ова и верувам дека заедно преку соработка може да помогнеме да се подигне свеста за овие прашања. Мислам дека нашите две држави досега целосно се фокусираа на нешта кои не можеме да ги направиме и дека ова е добра почетна точка за да почнеме да се фокусираме на нештата кои може да ги направиме, да соработуваме, да покажеме дека сме добри соседи за следните генерации на млади македонци и грци да можат заедно да соработуваат за решавање на проблемите кои ги мачат во Балканот и сметам дека оваа конференција е едно светло или една надеж која ќе помогне ова да се оствари подобро во иднина, бидејќи се разбира еднината ни е најважна. За крај сакам да кажам дека Битола од секогаш била позната како културен центар во кој се случувале многу од овие културни случувања, без разлика дали се тоа од Турција, од Грција и така натаму. Сметам дека тоа е добро, но треба да биде тренд кој ќе се прошири и во другите градови во регионот кои не се главни градови и така да се развива соработка. In the region, not just in Bitola, but the other cities that are outside the two capitals. Thank you so much.
Работните панели на конференцијата ги воде академски кадри од УКЛО: доктор Младен Караџовски, доктор Ице Илиевски, доктор Дијана Блажековиќ-Димовска, доктор Ангелка Јанкуловска, доктор Елена Тиловска-Кечежи, доктор Мимоза Богдановска-Јовановска и гостинката доктор Емилија Алавердов. На конференцијата учество зеде заменик министерот за јавна администрација доктор Лазија Кимовски и проректорите професор доктор Јове Димитрија Талевски, професор доктор Цветко Андреевски и председателот на Универзитетскиот сенат на УКЛО професор доктор Филип Поповски. Во рамки на конференцијата, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола промовира оригинална и изворна поштенска марка, издадена во рамки на одбележувањето на два значајни настани: 100 години од постоењето на најстарата единица на Универзитетот, Научниот институт за Тутунот Прилеп, и 45 години од основањето на УКЛО. За ова по музичката пауза. Бидете со нас. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежда, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Ве подсетувам, вие ја следите емисијата за Универзитетот отворено. Како што кажавме претходно, во рамки на третата меѓународна научна конференција Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој, што се одржа на 15 и 16 ноември, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола промовира оригинална и изворна поштенска марка, издадена во рамки на одбележувањето на два значајни настана: 100 години од постоењето на најстарата единица на Универзитетот, Научниот институт за Тутунот Прилеп, и 45 години од основањето на УКЛО. Овие исклучително важни моменти се поврзани во слоганот "Еден век наука и знаење".
Поштенската марка ја дизајнираше Здравка Мирчевска од Централната стручна и административна служба на УКЛО, а ја изработи сликарот Лоран Куфало. Пригодната поштенска марка е со номинална вредност од 36 денари, а издадена е во тираж од 6000 примероци. Марката ја промовираше ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски. Еве што рече тој во изјавата за медиумите. Универзитетот Свети Климент Охридски во оваа за нас јубилејна година и историска година, бидејќи станавме член на Европска алијанса, по повод Светскиот ден на науката за мир и развој, промовира и поштенска марка, заедно со пригоден плик, 45, односно 100 години на УКЛО, еден век наука и знаење. Марката е издадена од Македонска пошта, подготвена од нивното биро за филателија, веќе ќе биде во оптек во поштите, а ние ќе ја користиме и пликот и марката во нашата кореспонденција во земјата и странство, да ги подсетиме нашите пријатели, нашите партнери на важноста на науката, но и тоа дека на УКЛО науката и знаењето се негуваат еден век. Тиражот е 6000 парчиња, веројатно тоа е вообичаена серија, тоа не извести Македонска пошта согласно нивната политика. Со ова завршува прославата 100 години научен институт Тутуни, 45 години. Започнавме на 25 април, кога е денот на основањето на УКЛО. Тогаш се подсетивме дека во оваа година, пред 90 години, во Битола за прв пат во денешна Македонија е формирано студентско здружение. Најголемиот настан беше форумот на ректори од Југоисточна Европа и земјите на Западен Балкан и на Колорс алијансата во септември оваа година и финишираме со нашиот патронен празник на 5 декември, кога традиционално го одбележуваме денот на нашиот патрон Свети Климент Охридски, а ја заокружуваме и оваа јубилејна година. На тој настан најавена е и председателката професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Врзано за предстојното одбележување на патрониот празник на УКЛО, подсетуваме дека Универзитетот втора година поред ќе ги награди најдобрите и најплодни научници на УКЛО. Еве што вели ректорот Неделковски за вреднувањето на научната работа и за третирањето на науката кај нас. Ние традиционално веќе, ајде ако може да се речи традиција, втора година е, но се надевам ќе стане традиција. Објавивме конкурс за најдобри, најплодни и за прв пат годинава млади научници. Конкурсот беше објавен по завршувањето на минатата академска година. Ги прогласивме во понеделникот најдобрите, велам по повод Светскиот ден на науката, и наградите свечено ќе им бидат доделени на прославата на нашиот патронен празник. Науката секаде во светот, не само во Македонија, се работи. Првиот мотив е љубовта, бидејќи во било која земја, било каде во светот, ако ги имате капацитетите на еден научник, интелектуални, морални, амбициите, можете многу подобро да се снајдите во било која фирма, во бизнис, да заработувате повеќе. Но нема да бидете исполнети како личност. Секој научник, било каде, било кога, почнал во науката од љубов, потоа доаѓа материјалниот аспект. Затоа ние кажуваме дека оваа награда која ја воведувме минатата година пред се им дава подстрек. Финансискиот дел кој што го добиваат како парична награда е, бидејќи живееме во капитализам, само да добијат некоја материјална, речиме, квантификација на нивната награда. Но главен подстрек е
мотивацијата да уште повеќе се влюбат во науката. Кај нас во Македонија науката е комплетно зависна од странски донации. Преди се од Европската унија и НАТО. Ние правиме клима, ги стимулираме сите кои што сакаат да се занимаваат со проекти и со наука, да имаат услови да аплицираат, да се приклучат кон големи мрежи, бидејќи денеска во науката тешко сам се постигнува било што, а горлив проблем ние што често пати донаторите во нивните програми бараат 10-20% национално кофинансирање и тоа е голем проблем не само за нас, за сите кои работат меѓународни проекти. Зборуваме за подстрек на младите, а еден таков и ќе се случи повторно традиционално на одбележувањето на патрониот празник на УКЛО, награди за најдобрите дипломирани студенти. Да, тие се нашата иднина, не само наградите за најдобри, имаме и студентска научна конференција, почнавме од минатата година и студентско научно списание Нови хоризонти, покрај нашето традиционално хоризонти, така да на патрониот празник ќе им дадеме одликувања, исто како еден подстрек, плакета, односно диплома со символична парична награда, но и таму ќе ги фактички мотивираме како најдобри во генерацијата да не застанат тука со својот професионален развој, да продолжат во својата струка, да продолжат со наука, да продолжат со учење и тоа е еден символичен чин, мислам дека не само да ги мотивира најдобрите, туку ги мотивира и сите останати да ги подобрат своите квалитети на студирање. Благодариме се. Благодариме. Во рамки на конференцијата се одржа и мастер-клас за дизајнирање на инклузивно општество со искуство од прва рака. Останете на 90,8 да слушнете повеќе и за овој дел од конференцијата. Имав соништа во себе, певнати со сите ангели, но се виножито во ова тело. За тебе. И ти поверував да не се плашам веќе. Поверував во себе си. И како сега најнаш да прифатам дека морам без тебе. Јави се, кажи ми како да се понесам себе и после се да танцувам со сенките без тебе. Кажи како да се разводам и да се носам со сите демони во
Веќе кажавме претходно дека оваа година конференцијата Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој, организирана од УКЛО, член на Европската универзитетска алијанса Colors, опфати посебен тематски дел за еднаквост, различност и инклузија, со која нагласи важноста од поттикнување на инклузивна средина која ја вреднува различноста и промовира еднаквост во сите сектори на општеството. Мастер-класот се организираше во партнерство со Универзитетот Кристијан Штат од Шведска и Леманс од Франција, членови на Европската универзитетска алијанса Colors, ни појасни професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски координатор на Colors УКЛО. Како дојде до организирањето на овој мастер-клас? Во рамките на Европската универзитетска алијанса Colors, сите работи што се иницираат ќе бидат потрајни и ќе се одвиваат низ текот на следните години. Една таква работа е така наречен колабораториум, CoLab скратено, кој што овој пат го правиме во соработка на 3 партнерски универзитети од Colors, УКЛО, Универзитетот Кристијан Штат од Шведска и Универзитетот Леман од Франција. Темата е инклузивно општество. Предизвик огромен, дури и дел од фер транзицијата, така наречената Just Transition, кон која што се стремиме. И сметаме дека е еден подолгорочен процес во кој што може да адресираме повеќе работи. Така, една од фазите е овој мастер-клас. Сакавме да опфатиме искуство од прва рака, во нашиот случај двете презентерки, кои што се исто така па и наши студентки и алумни. Едната со искуство во невладин сектор, во граѓански сектор, па и во академија, а другата исто така искуство во граѓанскиот сектор, во институциите на системот и на локално ниво и исклучителен активист. И двете од свој аспект успеа да доловат што значи инклузивното општество во теорија и во пракса. Сето тоа го испрезентиравме и го дискутиравме заедно со партнерите од Алијансата Colors. Беа вклучени студенти, професори, менаџери и најразлични профили, кои што искоментираа во суштина дека работите можеби се веројатно и слични во трите држави, меѓутоа во различна димензија и на различен начин се адресираат. И оно што го спомна нашата драга презентерка Симона, дека во суштина нема потреба да измислуваме многу работи. Тие постојат, само треба да ги најдеме како добри практики и да пробаме да ги имплементираме во нашиот контекст на соодветен начин. Драго ни е што во случајов интегрираме на хоризонтално ниво најразлични профили и чинители токму од општествата и се обидуваме не само да гребнеме под површината, што се уште е случај, бидејќи се уште сме на фаза на предавања, дискусии, вмрежување, туку и да действуваме. Дали и како ќе успееме, ќе видиме. Нашата намера е најдобра. Дури и при организацијата на овој мастер-клас имавме еден куп решенија кои што ги истражувавме како да се одржи во друг простор, во друга зграда и објект, меѓутоа пристапноста беше проблем. Сега замислете кога не можеме да обезбедиме пристапност за нашиот предавач, па како кога би били и за слушателите со специфични потреби за пристапност, конкретно да кажеме. А камоли други работи според кои што заклучивме денес дека има инклузија, но и голема ексклузија, исклученост. Токму затоа се надеваме дека следните чекори и ние го изодуваме тој пат заедно ќе бидат баш во тој правец. Акција кон действување кон инклузивно општество. 3 универзитети од 3 држави, членки на Универзитетската алијанса Colors, се зафатија со, како што кажувате, да почнат малку повеќе да гребат под површината на нештото, но понатаму и да го споделуваат со останатите членки на Colors. И не само на Colors. Да, точно така. Значи, не е идејата да се направи проектно заокружено нешто, туку да се одржи, а тоа е процес на свест, на действување на свеста на граѓаните, не е да бидат во различни светови, сите сме, секој си има својата мака и проблем и предизвик, и другиот можеби и не го разбира, а камоли пак кон едно интегрирано човечно решение на инклузијата. Професорки, за крај, овој мастер-клас се одржува во рамките на одржувањето на меѓународната научна конференција на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, организирана во рамките на одбележувањето на Светскиот ден за наука и мир. Инклузивноста, можеби некој ќе помисли дека тука не спаѓа, меѓутоа и тоа како има свое место и кога се работи за науката, а и за мир.
Точно така, ние всушност проблемите би биле многу помали, па дури мирот би бил поголем, да речеме така, кога сите би биле похумани, по kindness, зборот kindness, значи, па да го преведеме со по-човечни, некако недостига таа компонента во светот. Се спомна и денес на мастер-класот и булинг, и негативизам, и пристап со критикување на се што се случува. И сега ние се обидуваме таа спирала да ја кренеме нагоре, значи да се действува и да се негуваат позитивни и афинитети, и мисли, и чувства, а и действија. Така да верувам дека припаѓа оваа тема, инклузијата во општеството, бидејќи стремежот е кон мир на најразлични форми. Ви благодарам за разговор. Драго ми беше. На мастер-класот учествуваа студенти од правната клиника на Правниот факултет на УКЛО, а онлайн се вклучија и студенти и академски кадар од универзитетите членки на Алијансата Колорс. Своето искуство од прва рака со нив го сподели Симона Јовеска од општина Битола. Разговаравме со неа. Симона, имавте можност денеска вашето искуство да го споделите со студентите, не само од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, туку и со останати студенти членки на Европската универзитетска алијанса Колорс. Па, еве, кажете ни за вашето искуство. Да, денес ја имав честа, но и привилегијата да видам дел од овој мастер-клас, односно да го споделам моето искуство за моето патешествие со едукациониот систем на нашата држава во периодот кога јас бев ученик и бев студент. Морам да кажам дека ми беше задоволство да од прва рака посведочам за сите промени кои се имаат случајно во нашето општество во последните години. Позитивно искуството ваше, кога се зборува барем за онај период кога вие сте биле студент, ученик со она што е денес. Дури ги информиравте студентите колку напред сме отишле како општество или како универзитет. Како што спомнав и на самиот мастер-клас, нашето општество е заминато многу понапред од она што беше пред 5, 10 и 15 години, но имаме уште многу пат за одење. Односно, имаме многу пат додека сето она што ни е предвидено во теорија го имплементираме и во пракса. Искуствата во другите земји се можеби поинакви, но еве кажавте и ја пофаливте, да речам, иницијативата кај нас во Македонија да се направи, да се работи многу повеќе за овој проблем. Да, она што позитивно ме радува е отвореноста на нашето општество за позитивни промени во рамките на инклузијата и за создавање едно општество кое што ќе биде подобро за сите. Но кога треба да почне да се действува за да се смени мислењето или можеби малку повеќе да се запознаат пред се младите за инклузивност? Во поглед на сите акции кои што треба да се преземат, кои водат до подобро утре, мислам дека соодветно време е вчера. Ќе го стигнеме ли вчера за да биде подобро утре? Се надевам искрено, навистина. Да. Со оглед на сето она кое се случува во последните години, на кој активно се работи со сите промени во законите и нормите и правилниците кои што имаат настаната, јас мислам дека сме на добар пат. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вам. Во продолжение слушнете ги разговорите што ги водевме со останатите учесници на мастер-класот. Лилјана Јоновски, исто така присутна на овој мастер-клас, кажете ни повеќе за вас. Јас сум во граѓанскиот сектор веќе 17 година поред. Последниве 10 години ја водам организацијата Рурална коалиција, која што е невладина организација и која што делува во руралните средини низ целата територија на државата. Инаку седиштето ни е во Кичево, а меѓу другото, она со што можам да се пофалам, исто така сум и докторантка на Правниот факултет во Кичево на одсекот за меѓународно право и меѓународна политика. Вашето искуство исто така го споделивте тука на овој мастер-клас врзано за инклузијата, но и како докторант на Правниот факултет и член на невладина организација, нели? Вашето искуство ќе го споделите со нашите слушатели врзано за оваа тема. Најпрво ми беше огромна чест и задоволство што денес имав можност да ги презентирам и своите искуства и од она што реално го работам на терен, меѓутоа и од она што како правник го имаме забележено во делот на правната регулатива, на системското функционирање кај нас кога станува збор за инклузивноста на општеството. Она што можам да го кажам како еден главен сегмент или главен заклучок е дека во последни, особено неколку години, имаме доста голем напредок
кога станува збор за усогласувањето на националната регулатива со меѓународната, понатаму големи унапредувања и во делот на достапноста на институциите, можностите кои што се отвараат за различните маргинализирани групи, и сметам дека тука котираме и стоиме доста добро како држава, но не дека целата работа не е завршена и понатаму има уште многу што да се направи во овој контекст, за да инклузивноста на општеството ја почувствува буквално секој граѓанин или секој еден кој што е член од општеството кај нас. А за да се направи тоа, освен правната регулатива, многу е важно да имаме целосна нејзина имплементација. Многу е важно да во овие процеси кои што ги живееме и неколку пати го нагласив и во моето излагање дел од процес, ова не се работи кои што се случуваат од денес за утре, туку се работи за кои што треба многу време, треба многу вложување и она што е многу важно е да тие вложувања или напори ги правиме сите заедно. Кај нас, за жал, се уште недостасува тој линк или таа врска која што треба да постои помеѓу сите засегнати чинители. Најчесто секој делуваме во својот сектор. Невладините на една страна, академијата на друга страна, институциите на трета страна и можеби затоа и немам некои поголеми и подостижни успеси во тој дел. Меѓутоа пак затоа се проектите како што и овој денес, како што го е и мастер класот кој што го одржавме, каде што не само меѓусебно што може да се ги споделиме искуствата и бевме собрани сите токму од различните засегнати страни, туку имавме можност да поразговараме исто така и да ги презентираме па и нашите искуства и пред другите држави, се со цел да низ ваквите процеси и ние научиме нешто ново, а на крај на денот е многу полесно да ни оди достигнувањето на таа рамноправна, еднаква социјална инклузија и во нашето општество. Би рекла дека, да, законите се во ред, регулативата се средува полека, велите дека почнува да е на некое ниво или рамниште слично или близко до другите, но колку е применливо и колку е применета, тоа е веќе друго прашање. Колку возрастните се запознати со инклузивноста, колку децата и што да се направи тука? Можам да кажам дека и за инклузивноста, а тоа се увиди низ предавањето низ нашиот мастер клас, ако пред 20 години воопшто не сме зборувале за овие теми, кај повозрастните и денес, затоа и во овој мастер клас го посветивме меѓу другото и на дефинирањето, сите да имаме јасна слика што значи социјална инклузија, што значи социјална интеграција, што е исклучување или ексклузија. И потребно е да ваквите предавања или тоа неформално образование, особено за возрастните, да го имаме што е можно почесто. Меѓу другото, јас кажав и во излагањето дека една од клучните алки кои што ги имаме во системот се токму медиумите, кои што ќе отвараат повеќе вакви теми, ќе говорат на овие теми и на таков начин заедно и со академијата и со граѓанскиот сектор ќе се влијае меѓу другото и на донесувачите на одлуки, особено во делот на креирањето на политиките и како да се имплементираат оние закони кои што ние веќе сме ги донесли, а се усогласени со меѓународната регулатива. А кога станува збор за децата, можам да кажам дека веќе промените се чувствуваат и се видливи. Веќе имаме инклузивно образование за секое дете во нашата држава, кое што и се практикува, се применува. И мислам дека создаваме нови генерации кои што ќе бидат многу посвесни и кои што ќе може многу повеќе да направат за социјалната инклузија во нашето општество со оглед на тоа што многу подобро и ќе ја разбираат. Ви благодарам за разговор. И благодарам и на вас. Професор доктор Ивона Шушак-Лозановска со студентите од правната клиника на Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и со така присутни на мастер класот, споделивте со студентите од останатите членки на Европската универзитетска алијанса Colors за работата ваша на правната клиника врзано за инклузивност. Точно. Всушност, на некој начин ние го елабориравме работењето на правната клиника како некој своевиден кейс стади, кој што може да биде многу лесно применлив на било кој од универзитетите во рамките на алијансата и на било кој друг факултет, не само на правниот факултет. Како што и претходно во самиот мастер клас појаснивме, целта на правната клиника е двонасочна. Од една страна работиме со
маргинализирани групи на граѓани од било каков вид и тип, меѓутоа пак од друга страна составаме една армија на професионалци кои што ќе бидат доволно сензибилизирани во иднина, многу професионално да се извршуваат својата работа, при тоа да не дискриминираат, да ги прифаќаат различностите на сите клиенти со кои што ќе имаат прилика да работат. Кажавте убава работа. Ако не можат тие да дојдат кај нас, одиме ние кај нив. Точно, вулнерабилните групи со кои што ние работиме понекогаш немаат можноста да ги искористат бенефитите од работата која што ние извршуваме и токму на таков начин се обидуваме да им ги надминеме препреките кои што ги имаат и да станеме достапни баш во местата каде што всушност тие нормално функционираат. На таков начин, од една страна ја надминуваме она основна барикада за пристап до услугите кои што им се потребни, ги информираме за сите потребни, за сите можности кои што им ги нудиме, а воедно им објаснуваме на каков начин и под кои услови може да си ги реализираат своите права во општество. Кога се работи за инклузивноста, опште впечатокот дека со оваа проблематика треба да се запознаваат уште од најмлада возраст младите, нели? Но еве кога веќе се студенти, како успевате или како им ги кажувате работите за да бидат прифатливи за нив? Го споменавме на самиот мастер клас дека децата откако ќе влизат во адолесценција веќе имаат јасно изразени ставови по определени прашања кои што им се наметнат и дали од претходниот образовен процес, дали од родителите, од општествената средина во која што функционираат и така натаму. Опште впечатокот дека дури адолесцентите имаат можност да ги променат таквите ставови, кога директно ќе се изложат на работа со овие ранливи категории, им се менува сензибилизацијата, им се менуваат видиците, меѓутоа во секој случај дефинитивно ќе имаме многу подобра инклузија и многу поголем напредок во инклузијата на сите ранливи категории, доколку таквата сензибилизација настане кај децата уште од најрана возраст. Ви благодарам за разговор. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој мир.
Знаеш ли? Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Никогаш не сум имал многу да ти дадам, никогаш само љубов како дете искрена, но не ти беше доволна. Туѓа си, веќе немам право да те имам. Туѓа си, колку години те чекав преку пат, за да те сретнам некогаш. Среќна ли си ти сега кога носиш злато, или несреќна што на мое место туѓи длаки треперат? Тоа срце кому припаѓа? Среќна ли си ти далеку од мене, мила, или спомени гребат како груба свила? Дали најде мир таму кај што од мене се скрива? Пред мене кое добро ми те донесе на мојот праг, кога пројдов километри сосем сам, но веќе сам не спијам. Среќна ли си ти сега кога носиш злато, или несреќна што на мое место туѓи длаки треперат? Тоа срце кому припаѓа? Среќна ли си ти далеку од мене, мила, или спомени гребат како груба свила? Дали најде мир таму кај што од мене се скрива? Тебе јас те знам многу одамна, како никој друг на светот, и не сум посакал друга ни една. Среќна ли си ти сега кога носиш злато, или несреќна што на мое место туѓи длаки треперат? Тоа срце кому припаѓа? Среќна ли си ти далеку од мене, мила, или спомени гребат како груба свила? Дали најде мир таму кај што од мене се Укло ФМ Битола, ноември 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk